Насловот на книгата "Влакно во јајцето" ме провоцираше и поттикнуваше поодамна едни мои размислувања дека никој човек не е идеален. Секој има безброј мани и неколку добести. Затоа да не бариме влакно во јајцето. Сите сме исти. Секој има некој влакно што можеме да го најдеме ако сакаме да го најдеме. Затоа да се сакаме, да се љубиме, да се почитуваме, да ги гледаме добрите страни кај луѓето, да не ги гледаме лошите. Кога станува збор за Ацо Ѓорѓиев, колку повеќе кажувате, толку повеќе ви доаѓа инспирација да кажете уште нешто. Оти афоризмот е таква форма, иако е кратка, тоа е кратка мисла, најкратка што може, меѓутоа незината моќ е навистина огромна, бидејќи асоциациите кои што ги отвара се навистина бесконечни. И сега, моето обраќање ќе го започнам со една мисла од Албер Ками, која што мене многу ми е онака безвременска. Ќе го цитирам, вели вака: "Должност на писателот е да ја спречува цивилизацијата да се уништи себе си." И како и да ја толкувате, од сите страни таа е точна. Меѓутоа, кога ќе ја насочите кон кратките книжевни видови, како што е всушност и афоризмот, тогаш добива уште поголема потврда, бидејќи кратките книжевни форми се такви кои што сосема отворено и без заобиколувања ни ги фрлаат в лице и најгорките вистини. А вистините на современото време навистина се сосема недопадливи, грди, извинете на зборот, но такви се, сурови и болни. И ако таквите вистини се наше секојдневие, тогаш како човек да остане нормален и рамнодушен и како да не најде вентил низ кој сета на собрана енергија ќе ја канализира и ќе ја исфрли од себе, како малку грубо кажано фекалија во подземна канализација. Стварноста се спознава најтешко од се, бидејќи таа не е секогаш таква каква што на прв поглед ни се чини. Писателите, кога зборуваме за нив, со акцент на афористичарите, се единствено привилегирани, тие имаат моќ, имаат дарба, преку зборот и кратката мисла да можат да си го проветрат сопствениот живот, кој што е контаминиран од нечестните и нечестивите, а истовремено да внесат свежина и во животите на оние кои што не се надарени со таа дарба.